Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Уреден по сите светски стандарди, прекрасен амбиент за уживање, квалитетна храна и одлична музика. Пред големиот број присутни гости, синоќа свечено беше отворен рибниот ресторан и летната дискотека Аква кај градскиот базен во Кочани. Во присуство на голем број гости од Кочани и други градови од државата, свечено беше отворен рибниот ресторан и летната дискотека Аква. Станува збор за елитен ресторан уреден по сите светски стандарди, амбиентален простор наменет за целосно уживање. И причина плюс да се посети рибниот ресторан е секогаш свежо подготвената риба и рибните специјалитети, подготвени од врвни мајстори во кулинарството. Вечерва сме на отварање на рибниот ресторан во склоп на Аква центарот Кочани. Станува збор за ексклузивен рибен ресторан во кој што во секое време може да се најдат рибни специјалитети, свежа риба, морски плодови. На наше големо задоволство, ова вечер имаме огромен број на гости, што значи дека целиот тој напор и целиот труд што го имаме вложено во изминатиот период, гледаме дека се исплати, дека има голема заинтересираност кај граѓаните, бидејќи во склоп на целиот комплекс од вечерва исто така почнува да функционира и летната дискотека. Повторно ќе кажам дека се најавени познати имиња од македонската и од балканската забавна естрада, кои што ќе гостуваат во нашата дискотека. Ова прилика сакам да ја искористам да ги поканам сите ваши гледачи да дојдат и сами да се уверат во тоа што го нудиме како ресторан и како дискотека. Во текот на летото, менаџерскиот тим најавува гостување на познати пејачи од македонската и балканската естрада, како и познати диџеи, па се очекува дискотеката и ресторанот да бидат полни во текот на целиот летен период. Стартот на забавата е закажан за 13 јуни сабота, кога најавено гостување на Ацо Пејовиќ. Интересни содржини се најавуваат и за најмалите посетители на базенот, чие отворање е закажено за 14 јуни недела. Намалување на дефектите и загубите на вода. Огромен бенефит за Виница од проектот Вода за живот. Локалната самоуправа ги сумираше позитивните резултати од учеството во проектот. Замена на пумпите од сите бунарски системи во владение на комуналното јавно претпријатие Солидарност, парцијална реконструкција на потисниот цевковод ФИ-200 и замена на 4 водоводни шахти се приоритетите со кои Виница учествуваше во проектот Вода за живот. Директорот на Солидарност Игор Спасовски прави ретроспектива на изборот и оправданоста на предлозите. Која беше причината за да се одлучиме за тој проект? Во минатото, кога имавме дефекти на водоводната линија, на оние водоводни линии кои што се врзани на водоводниот цевковод, мораше да го затвориме комплет целиот цевковод за да може да се отстрани дефектот. Значи тоа е од градскиот пазар во Виница па се до зградите, последните згради на улица на булеварот Маршал Тито. Сега со оваа интервенција, значи со набавка на нови вентили, со реконструкција на овие шахти, со изградба на нови шахти, доколку имаме дефект на водоводната мрежа на некаде по должината на главната улица Маршал Тито, тогаш ќе биде затворено само мал дел од водоводната линија, значи едно 20 до 30 куќи ќе немаат вода додека да се отстрани дефектот. Тоа е огромна придобивка за нас како јавно претпријатие, не само што голема количина на вода ќе истече при дефектот, туку и ќе имаме придобивки од тоа што луѓето ќе ја користат водата, а во досегашните случаи кога се затвараше скоро пола Виница, луѓето немаше да користат водата и со тоа претпријатието јавно ќе беше во загуба. Сите бунарски системи се реконструирани со вградување 2 пумпи, по една активна и една резервна. Во текот на летниот период, кога водата во Градечка река, што е основа на водоснабдувањето во Виница, е подложна на пресушување, се активираат бунарите. Со тоа се надополнуваат потребните количини на вода кои што ги користи населението. А во летните периоди значително се зголемува потрошувачката на вода, посебно во попладневните часови кога имаме рекордно и до 100 литри во секунда потрошувачка на вода, додека во останатите периоди од годината prosečната потрошувачка се движи од околу 45 литри во секунда. Спасовски смета дека парите од швајцарската влада Виница ги искористила многу корисно.
со што во иднина ќе се намалат бројот на дефектите и загубите на вода во водоводниот систем. Во фаза на изградба е делницата Видовиште-Теранци. Патот целосно е пробиен, поставен е тампонот и за кратко време ќе почне асфалтирањето. За неколку дена се очекува целосно да биде ставен во функција. Во завршна фаза се активностите за проширување и асфалтирање на патниот правец Видовиште-Теранци. Средствата за негова изградба се од јавното предпријатие за државни патишта, а за добивање на проектот аплицираат двете општини – Зрновци и Чешиново-Облешево. Патот е со должина од 4 км и широчина од 4 метри. Патот Видовиште-Теранци во фаза на изградба, значи овој пат е целосно пробиен, деновиве се вршише поставување на тампонот, а исто така очекувам дека во следните неколку дена ќе отпочнеме и со асфалтирање. Така да очекувам дека за една седмица овој пат целосно ќе биде завршен и пуштен во употреба. Ланската година беа реализирани повеќе од 3 км, остатокот значи е во фаза на изградба. Изградбата започна пред 20 на дена и веќе значи се финишираат работи, така да очекувам за неколку дена дека целосно ќе биде во употреба. Изградбата на патот ќе значи многу за жителите и за развој на селата што гравитираат на овој потек. Значително ќе се зголеми комуникацијата на луѓе и размена на стока. Преку овој пат побрзо ќе се излегува на магистралниот Кочани-Штип. По завршување на патот Видовиште-Теранци ќе почне асфалтирањето на патот Теранци-Кучичино, а потоа и патот Бурилчево-Аргулица. Патниот правец на кој во моментов се работи е со финансиска конструкција од 20 милиони денари, а исто толку средства ќе се потребни и за патниот правец Теранци-Кучичино. Кочани со најголема стапка на разводи во микрорегионот во минатата година. Забележан општ минимален пораст на бракоразводните постапки. Вкупно 205 бракови биле склучени во Кочани во минатата 2014 година. На 177 лица ова им било прв брак, 24 од нив по втор пат застанале на лудиот камен, 4 лица по трет или повеќе пати. Во Виница биле склучени 108 бракови, од кои 101 биле склучени за прв пат, 6 биле склучени по втор пат и 1 по трет пат. Во Зрновци биле склучени 19 брака, 18 од нив за прв пат, 1 брак за втор пат. И во општина Чешиново-Облешево од 30 склучени бракови во 2014 година, 28 биле склучени по прв пат, додека во брачните води 2 лица запливале по втор пат. Бројот на склучени бракови во 2014 во споредба со претходната година е намален за 1,2%. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во август, а најмалку во март. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26 години за невестата и 28,8 години за младоженецот. Бројот на разводи во 2014 бележи изголемување од 8,1% во споредба со 2013 година. Најмалку бракови во текот на годината се разведени во август, а најмногу во декември. Според возраста на сопругата, најголем број на разводи се случиле во старосната група од 30 до 34 години, а за сопругот во старосната група од 35 до 39 години. 186 ученици во гимназијата и 71 во средното општинско училиште Гошови Кентиев го полагаа првиот дел од државната матура. Наредната недела се полагаат останатите предмети, како и делот од училишната матура. Македонски јазик и литература полагаа матурантите од двете средни кочански училишта. Првиот дел од матурата помина без проблеми. Полагањето започна навреме и наблюдувачите од Бирото за развој на образованието не констатираа никакви проблеми. На моје задоволство, значи моите први впечатоци се без никакви проблеми. Непречено започна полагањето на државната матура првиот ден. Немаме отсутни тестатори, немаме отсутни ученици, освен неколку што се пријавени за полагање на завршна државна матура. Без разлика на се, значи сите ученици се тука, почна да полагаат на време беа поделени материјалите за полагање и очекувам до крајот на денот да помине без никакви потешкоти. Тестаторите си ја знаат својата работа, не им е прв пат. Да, има неколку новини, меѓутоа беа
спроведени обуки кои што истите ги посетија. Согласно календарот на Министерството, односно Државниот испитен центар, денес се полага испитот мајчин јазик во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани, македонски јазик. Пријавени се 186 ученици. Материјалите пристигнаа во пред 9 часот, поделени се, сите тестатори се тука, учениците се веќе во испитните простории, се тече без никакви проблеми, се надеваме дека и успехот нема да изостане. Денес во нашето училиште се полага екстерниот дел од држана матура по предметот македонски јазик и литература. Полагањето почна на време во 10 часот. Сите ученици пријавени за матура, бројката е вкупно 71, се овде присутни, веќе е во тек полагањето. Распоредени се во 5 простори, присутни се тестаторите од училиштето Лјупчо Сантов, присутен е наблюдувач од Министерството за образование и наука од Скопје и до сега се одвил во најдобар ред. Наредните термини за полагање на останатите предмети од државната матура се 15, 17 и 19 јуни, а на 18 јуни ќе полагаат учениците кои се пријавиле за училишна матура. Во Домот на културата во Виница промовирани 3 дела на доктор Јован Манчовски. Промоцијата ја организираше Домот на културата Тошо Арсов, а издавањето и печатењето се со подршка од општините Пехчево и Виница, како и од неколку приватни спонзори. Кажувања, родно крајот во мене и патеписни записи, 3 дела во заедничка промоција на еден автор. Доктор Јован Манчевски е роден 1938 година во село Панчарево, Пијанечко, специјализира педиатрија во Скопје и работи како специјалист се до пензионирањето. Овие 3 книги што се објавени засега само од регионот на Малешевијата и Пијанец, каде авторот го има поминато детството, се ретроспектива од 19 век наваму, регистрирани случаи и настани на луѓето од тој крај за историските настани, животот, премрежјата, времето кога после руско-турската војна доаѓа до првото ослободување на Пијанец од дедо Илјо Малешевски, времето кога се појавуваат ајдуците во овој крај, Балканската војна, како е доживеана и што се случувало, како луѓето го преживеале тој период и така натаму. Навраќањата во повеќе наврати во Бугарија се решив да напишам неколку патеписни записи од тие патувања, повеќе од средбите со луѓето кои што таму ги среќавав, за нивните мислења, што мислат, како мислат и колку што повеќе се оддалечував, да речеме, од Пиринскиот крај, толку повеќе бугарите си беа бугари и толку помалку беа оптоварени со историја, а колку што тука во нашиот Пирински крај поблизу и беа наши луѓе, толку повеќе беа некако бугарски национално обоени и настроени. И затоа последната книжка јас ја нареков дека е тоа патеписи од земјата на романтичарите. А знаете зашто земјата на романтичарите? Тоа, мислам, сите им е познато дека дури преседателите бугарски кажува дека Македонија и македонската историја е најромантичарскиот дел од бугарската историја. Тоа ме побуди да го тоа напишам. Иначе можеби и не требаше, затоа што патеписите не треба тоа да го третираа. Но објавувањето на патеписите има своја друга заднина и оправданост, а таа се поврзува со средбата на авторот со пишувањата на Иван Вазов во Велинград. Иван Вазов после баташкото клање прв пат во тие краишта доваѓа да ги опише краиштата и се среќава прв пат со македонци. Знаете ли како била неговата средба? Во анот, да рече, на Пееви, он ги среќава македонците кои што тргнале на на печалба во Романија, а убаво облечени, весели и расположени. И неговата констатација била дека ови се сосема различни луѓе од нас. Ние сме еден плачлив народ, а види ги овие да оставиле деца, браќа, сестри, мајки, татковци, и целите се расположени, бори и песни пеат. Според промоторот и рецензент на една од книгите, професорот Орце Павлов, авторот Манчевски со еден сосема реалистичен пристап кон нештата, апсолутно ненаметливо преку кажувања и раскажувања дава приказ на традицијата, верувањата, семејството. Значи, денес имаме ретка можност во нашиот град, ако не е единствена, колку јас се сеќавам, одеднаш да се промовираат 3 прозни дела на еден автор.
с оглед на фактот дека сме подрачје кај што повеќе се промовираат поетски книги, самиот елемент што се промовираат прозни дела има свое значење. Самиот автор еднаш има кажано дека она што не е кажано, што не е запишано, исто како да не е ни кажано, затоа што се заборава со текот на времето. Така да тој ја зима таа обврска врз себе и преку неговите дела раскажува приказни кои што се дел од нашето минато. Меѓутоа, минато само во една метафорична смисла, затоа што тоа уствари е и сегашност. Македонија е чудно место, мислам. Најубаво, она што ги има запишано докторот Манчевски е дефинирано од режисерот Манчевски, кој што еднаш кажа, вика, Македонија е интересен феномен од аспект на тоа дека во сите други држави вековите доаѓаат и си одат, а во Македонија само доаѓаат. Така да ние и сега колку живееме во сегашноста, во исто време толку живееме и во минатото. Промоцијата на овие три дела, кои присутните има можност да ги земат бесплатно, ја организираше Домот на културата Тошо Арсов, а издавањето и печатењето е со подршка од општините Пехчево и Виница, како и од неколку приватни спонзори. Со концерт на народна музика во изведба на хоровите и оркестерот при Основното музичко училиште Ристо Јуруков, одбележан патрониот празник на музичкото училиште. Со два концерти во Турција и еден во Швајцарија и бројни награди на меѓународни и државни надпревари, училиштето може да се пофали со успешно заокружена учебна година. Програмата за одбележување на патрониот празник на Основното музичко училиште Ристо Јуруков беше со народна тематика и елементи, и големиот и малиот хор имаа изведби на неколку народни песни. Хорот го придружуваше оркестерот при училиштето составен од ученици и наставници. Салата на економскиот факултет во Кучани, каде што се одржа концертот, беше исполнета до последно место. Присутните ги поздрави директорката на училиштето Елизавета Ѓоргиева, која го прогласи ученикот на генерацијата Борис Пујевски од класата на професор Стојка Беќарска. Пофалница за постигнатите резултати беше доделена на Анастасија Тодорова во класата на професор Јован Камилоевик. Менеджерскиот тим на училиштето воглавно е задоволен како помина учебната 2014-2015 година. Може да се пофалат со настапи и концерти надвор од државата и со бројни учества на државни и меѓународни надпревари, од кои се вратија со дипломи со освоени први, втори и трети места. Ние сме задоволни, бидејќи сметаме дека успешно ја завршивме ова учебна 2014-15 година со некаде 30 на наградени ученици од државни и меѓународни надпревари. Ова година исто така имавме концерти надвор од Република Македонија, се представивме со два концерти во Турција и еден концерт во Швајцарија. Значи на тој начин веќе го рекламираме школото и надвор од државата. Покрај концертите и јавните настапи на учениците во општината и на државно ниво. Училиштето постои веќе 59 години и за до година се најавуваат богати содржини за одбележување на значаен јубилеј – 60 години постоење на музичкото училиште. В сабота на 13 јуни во Домот на млади во Штип во 18 часот ќе се одржи промоцијата на третата стихозбирка со наслов Љубовна сиромаштија на Ника Илиевска Ѓоргиева. На промоцијата е најавено присуство на црковниот хор при Лесновскиот манастир и артисти од драмското студио на Кристина Атанасова Арцова. Следуваат спортските информации. Селекторот Николчо Колев дел од подготовките на гимнастичарската репрезентација во Романија. Истите се одржуваат пресред на првите европски олимписки игри. Селекторот на македонската гимнастичка репрезентација Николче Колев се врати од подготовките во Романија пресред на европските олимписки игри во Баку. Патувањето го организираше Македонскиот олимписки комитет. Македонија беше представувана од еден представник, тоа е Иван Крстевски од Битола. Јас како селектор бев заедно со него на овие 12-дневни припреми. Како квалификант во сениорска конкуренција првичот од Битола и беше поточно со вајлд карта од страна на Азербејџан Баку. Станува збор за првите европски олимписки игри. Подготовките завршија во предвидениот рок според однапред подготвениот план.
трениравме со романската репрезентација која што брои сениорска, која што брои 15 надпреварувачи кои што се сместени во Букуреш, главниот град на Романија. Што се однесува до условите од страна на Романија, додека направиме компарација Романија со Македонија, буквално нема, тоа е огромна разлика. Знаеме дека Романија представува светска сила во гимнастиката и една од најдобрите 5 држави во светот, кои што има извадено доста олимписки, светски и европски шампиони. Колев вели дека секаква споредба на условите во Македонија и Романија е неиздржана. Земјава воопшто не поседува сала за гимнастика, а романците се далеку понапред кога е во прашање и севкупната логистика. Не само салата, него нивните помагала и нивниот стручен тим кој што на тренинг само доаѓаа 8 тренери, буквално за секоја справа тренер и од физиотерапевт, масажер, психолог и аналитик, доктор кој што се грижи за нивната храна, исто така нутрицист и суплементите кои што ги пијат. Ние буквално во делот на организацијата, значи поставеноста, не можеме да се поредиме во никаков поглед. Што се однесува до надпреварувачот Иван Крстевски, има солидна вежба на карики, значи на кругови, кое што има делоцена, кое што може да се брои со вежбачи од светски ранг, како што се Јордан Јовчев, Занети и така натаму. Меѓутоа, можеби не на овие европски игри, буквално за 1-2 години, доколку се работи со темпото кој што го работи, буквално тоа дете може да се бори за медал на европските, па и некои светски купови кои што се посправи. Високи 87% од Европските олимписки комитети, меѓу кои и македонскиот, му дадоа силна подршка на концептот за организација на Европските олимписки игри, додека над 40% изразија желба да бидат домакини на овие игри. Ова е резултат на истражувањето кое го спроведува Европскиот олимписки комитет, а во кое беше вклучен и македонскиот. Од спортот уште информацијата дека пријателското соочување меѓу Слога 1934 и Зденка 91 од Хрватска, закажано за сабота во Виница, се одложува поради материјално-технички проблеми на гостинската екипа, соопшти организаторот. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.